Знаете дека општина Струмица предначи е прва и е најдобра општина и во делот на имплементацијата на европските проекти. Само ќе ве подсетам на дел од тие европски проекти кои што беа во неколку изминати години наназад имплементирани во нашата Струмица. Првиот европски проект кој што го добивме и бевме прва општина беше за размена на културните манифестации со општините во Бугарија во соработка со Петрич, првиот крос-бордер со Бугарија. После тоа го добивме грантот за првата фаза реконструкција на царевите кули. Понатаму продолживме со грантот за тренинг центарот на високообразовани млади луѓе и заради нивно идно вработување. Продолживме со грантот за реконструкција на гимназијата Јане Сандански и изградба на кракот на гимназијата Јане Сандански. Реконструкцијата на основното општинско училиште Никола Вапцаров. Целосно замена на системот на грејење на основното училиште во Дабиле. Целосната фекална, атмосферска и водоводна мрежа на околу агроберзата и многу други проекти. Пред неколку месеци објавивме добиени нови 3 проекти во вкупна вредност околу 700.000 евра. Ке ве подсетам, тоа беа 3 проекти за кои што информираме јавноста, а денеска ќе ве информирам до која фаза сме стигнати. Тендерската процедура и постапка е завршена со фотоволтаиците или соларните панели на основното општинско училиште Сандо Масев. За време на летниот распуст ќе ги замениме сите азбестни плочи на кровот, ќе го вградиме соларниот систем и тоа се прави за време на распустот, каде што од 1 септември децата стартуваат со фотоволтаици од 18,5 киловати и ќе го имплементираме прекрасниот систем на штедење на енергија или зелена енергија за основното училиште Сандо Масев. Тендерската постапка за втората фаза на доизградба, реконструкција и реставрација на царевите кули е завршена. Парите се легнати на сметката, како и за првиот проект на буџетската сметка на општина Струмица. Во мај месец стартуваме со конкретните активности на цареви кули. Во моментот ги чекаме сите потврди од Завод и музеј Струмица кои што се вклучени во овој проект. И третиот проект е пешачката или тримпатеката во Банско, која што представува една прекрасна патека со целата убавина на инфраструктурата, канти, клупи, канделабри и слично. Должината е 604 метра, ќе ги поврзе сите туристички локации кои што постојат во Банско, како и хотелите и централниот дел на селото. Оваа вредност на овие проекти е 700.000 евра. Денеска сме овде да кажеме дека не застануваме овде. Струмица секој пат предначи пред сите други општини, еве сме прва општина која што отвара канцеларија за имплементација на европски проекти. Оваа канцеларија е исчекор на Струмица пред сите други општини. Го гледате овој амбиент сосема согласно европските стандарди, она што значи европско работење заради имплементација, креација и реализација на европски проекти. Овие млади луѓе овде го имаат целото искуство не само да работат за општина Струмица, за проектите кои што ние ги подготвуваме и реализираме. Туку оваа канцеларија пред се и над се има за цел да ја подготви јавноста, нашето општество, невладините организации, приватните фирми, универзитетите и пред се младите луѓе да бидат едуцирани и подготвени за подготовка на проекти согласно европските стандарди и критериуми. Овде ќе држиме постојана едукација и обука, заради тоа што нели сите очекуваме да се отворат и останатите фондови во Европската унија. Ако ни бидат подготвени пред се младите луѓе, невладиниот сектор, универзитетите, приватните компании, ќе имаме многу повеќе имплементирани средства. Знаеме дека Македонија не важи за силен имплементатор на европските пари. Многу пари пропаѓаат, се враќаат, не се користат. Во тој правец оваа канцеларија треба на Струмица и Струмичкиот регион да им помогне многу во имплементацијата. Посебно апелирам до младите луѓе да доаѓаат овде, да примат обуката, заради тоа што се повеќе приватните фирми ќе барат едуцирани, практично подготвени млади луѓе за изработка на европски проекти со кои што нивните компании ќе конкурираат пред европските фондови, така да тој тренд ќе го фатиме многу навреме. Општина Струмица е подготвена и еве на показ на јавноста спреку оваа канцеларија само уште еднаш потврдуваме колку сме понапред од сите други општини во Република Македонија. Едно прашање, градоначалниче, во изминатиот период дека сте прв човек на општина Струмица, колку проекти европски се реализирани и колку средства се искористени или реализирани, но и обезбедени од европските? Еве вака,
До сега секаде каде што имаме аплицирано, имаме добиено проект. Тоа потврдува силниот капацитет на општинската администрација која што работи на подготовката на европските проекти. Мислам дека имаме вкупно реализирано 8 проекти, вкупната вредност е преку 3 милиони евра, а дополнително добиениот писмен документ од Брисел за прочистителната станица од 9,8 милиони евра и овие 700.000 евра кои што се на стартот на фазата на имплементација. Нема друга општина во Република Македонија која што има вакви искористени огромни пари на европски грантови со кои што секако се решаваат многу значајни круцијални проблеми на граѓаните со кои што се соочуваат секојдневно.